Добар ден, драги гледачи. Понеделник си почна работната недела и поради тоа ние одлучивме не една, туку две теми, односно да си имаме и тема плюс покрај нашата главна тема. Ти на кој се ти? Вака, сега одиме со главната тема за која што секако бивте информирани преку нашето промо, она за што сакаме да проговориме со вас, да чуеме ваше мислење и искуства секако. Дали сите што имаат бугарски пасош седат на две столчиња и треба ли Македонија да го укине двојното државјанство? Тоа е она што сакаме да продискутираме со вас, а секако во зенитот на случувањата се и Оскарите. Па еве сега поставуваме едно плюс прашање на оваа подтема. Дали сметате дека Крис Рок го заслужи шамарот кој го доби од Вил Смит? Малку и таа тема така да ја разработиме. Сега ќе проговориме дали и Оскарите го губат или се уште го држат оној сјај и популарност за кој што буквално сме гинеле за да ги гледаме и сме седеле цела вечер. Како што беа во 90-тите, како што се сеќавам. И од дури 80-тите. Да. А нормално ние покрај нашата главна тема и нашата тема плюс за Оскарите секако, ние имаме и наше анкетно прашање на социјалната мрежа Инстаграм на Црвена линија, нормално и Телма телевизија, која гласи вака: со бугарски пасош до посветла иднина. Да, не. Правилата ги знаете, очекуваме вие да одговорите со клик на да или не на нашата социјална мрежа на Инстаграм, а после рекламите ќе прикажеме крајни резултати. А сега огромно задоволство ми е да ви најавам што не смеете да пропуштите вечерва на Телма телевизија. Македонската фудбалска репрезентација е на чекор до пласман на светското првенство. Кристијано Роналдо и Португалија се последната пречка до остварување на сонот. По победата во Палермо против Италија, утре во Порто ни е потребно уште едно чудо. Александар Баевски, Срѓан Захариевски и Гораст Михајлов. Гледајте топ тема во 19 часот и 15 минути со Бранко Казаковски. И веднаш стартуваме со вклучување на гледач. За оние подоцна што се вклучија, подсетуваме, денес зборуваме за оние кои што имаат бугарски пасош. Дали сметате дека всушност седат на две столчиња и треба ли Македонија да го укине двојното државјанство, односно можноста да се има истото? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија. Остелите и до Телма телевизија? Да. А јас сакам да кажам. Они се отказа половината од бугарски пасоши. Они само беа за тие дртави коли од там што ви видов, всеки да правија на македонски, и сега не се важни тие бугарските. Тие само се работат во странство и се важни. Но и они не се важни. Тие во странство со бугарски отиде, да има и италијански има. Пасош. Извари италијански. Еден извари словенски. И сега не се интересни току бугарите. Не се бугарите толку интересни. Што мислят дека они се владеат. Откажуваат се луѓето, не. Гледат какви се бугарите и се откажуваат од бугарските пасоши. Па јас сам едно 50 души од македонска граница се откажаат. А и още се откажуваат веќе. Тоа е, не знам ја да кажа, али тоа е на две столчиња во Словенија. Мојот син још не е доби пасош. 10 години е таму. Ама мора да се откаже од македонското државност. Па тогаш се прими пасош, па после 2 години се го прими па македонски. А овдека, дај ми бугарски, да ти бугарски. Тоа е катастрофа на држава. Тоа е катастрофа на држава. Тоа не може дека да биде. Ама тоа е бугарски одреж. Они само ја уничат Македонија, тоа го прават. Така е, призвото време. Бидете поздравени, благодарам што го споделивте вашето мислење со гледачите на Црвена линија. Во продолжение само ќе ве потсетиме да внимавате на тајмерот, секако да се намали тонот на ТВ приемникот и најважно од се, не заборавајте да продискутираме и на темата плюс малку и за Оскарите. Дали сметате дека шамарот кој што го прими Крис Рок од Вил Смит е всушност заслужен, а можеби и невистински? Нормално, и без навреди и без имиња. И тоа е едно од нашите златни правила. А сега идеме со нашиот следен гледач. Добар ден. Здраво. Да. Здраво, Црвена линија. Па не знам се, ја многу више Холивуд, такви работи не ме занима.
Ја од 99 година многу не симпатишен филмови амерички, не симпатишен музика нивна западњачка, значи од таа година навака, значи како беше, значи првен Југославија ја бомбардирала, па после 2 години натни се случи 2001. Јас више тоа не го сметам за декаденција повеќе него за нешто што представува култура. Значи не ги гледате Оскарите, а кој ќе биде коментарот Не за... сум гледал Оскарите, од вести само видов, таа сцена ја видов и дури ми делуваше малку филмски. Малце глума. Баш во оној холивудски стил. Може ќе добијат црвена, како беше јагода или што беше тоа. Црвена линија ќе добијат. Така се, не знам што беше, важно тоа беше. А инаку за што се однесе ова првата со бугарските пасоши народов, добија зема бугарски пасоши ради лошите влади. Ајде здраво. Добро. И времето истече. Како да, секако постои можност повторно да се вклучите во црвена линија, па еве да продискутираме со вас околу главната тема. Одиме со следен. Гледаш, добар ден. Добар ден. Добар ден. Секој добро. Дали сум во живо или? Вие сте, да, вклучени сте. Црвена линија оди во живо. Сакав да го започнам разговорот со она ќе се мажал, ќе се турча Мила Мајчишке. Ќе ме вози Османбегот по езерото. Дали се разбираме? Се разбираме, Ве слушаме, продолжете. да. Да. Јас сум влав. Добро. Добро. Минуде, а зеби бугарски пасош, твоите деца ќе просперираат во странство, ќе може да оди во Енглеска, во Германија, во Италија. Моето национално чувство е тоа, јас сум влад, не можам да се пишам бугари. Па ако и треба и леб да не јадам, не можам да бидам бугари, кога сум влад. Ако не може да си го најдат местото под сонцето, нека земат јажи и нека се обесат. Затоа пола земја ни е необработена, државата ни е запоставена. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Уште еднаш подсетуваме, внимавајте на тајмерот за да не изгледа дека ве кратиме. Добар ден. Добар ден. Ало? Можете да почнете во црвена линија сте, сакате најнапред за шамарот што го доби Крис Рок на Оскарите, или може би повеќе за да почнеме со тоа дали треба да се укине двојно државјанство во Македонија? За двојно. Ајде да ве слушнеме. Двојно. Да. Државност. Што ви смета толку? Зашто тие теми ги наметнувате? Нели добрососедски односи со Бугарија треба да се реши, договор да се направи, да се реализира со Бугарија за добрососедство. А постојано вие уште неколку телевизии сте како дежурни бугарофоби. Постојано испод површина нешто. Сега ви смета одеднаш бугарските пасоши ви смета. Ве молам А имаме ние мораме да држава, подсетиме дека тоа воопшто не е вистина. Може да има тројно државенство и пасоши од други земји. Кој ви ја води таа уредувачка политика постојано да ви кажуваат такви некои теми со кои правите ги нарушувате? Што ве мачи сега? Премиерот е во тоа не е вистина. Ние не збориме за една нација, односно Бугарија. Ние за тоа збориме. Да има двојно државенство. Докажете си да не ви одзимаме од времето. Пасоши да можевме преку Србија да одиме во Европа, немаше да ви смета тоа, нели? Тоа ќе беше супер. Така? Ама ние не збориме само за бугарско државенство. Ама не, постојано бугарски пасоши. Кажете да можеше преку Србија да се земаат српски завршете си пасоши, со мислата, па ќе ви кажеме што ќе ви всушност сметаше ли на оваа телевизија? Немаше да ви смета ништо. Зборете тоа. Нели? Ние сме по дух Срби, само се викаме македонци. А со Бугарија не, со Албанија лоши односи да имаме. Со Грција не ја ни спомнувате, немаме вести од тие земји. И ние во Европа ќе влегуваме, нели? На ваков начин, постојано. Србија не рани, Србија брашно, а брашно купуваат тајкуните од Украина, од Русија и ни го препродаваат тука. Нели, се е Србија на Македонија. Она не спасува од се, ние само по неја се шлепаме. 40 секунди А имате. знаете на што личиме?
на септичка јама на Србија, како што бев ние во Југославија, од 3 страни затворени, само излезот од озгоре, од Србија. Еве вака сега да ви објаснеме зошто зборуваме на оваа тема. Значи Бугарија е во Европска унија, но оно што е интересно е дека најмногу македонци аплицираат за бугарски пасоши, најчесто од економски причини, бидејќи е полесно да најдат работа во границите на Европската унија. Тоа не е случај ниту пак со грчкиот пасош, кој што не е толку достапен, ниту пак францускиот или пак германскиот. Така да еве за минатата година една информација, во периодот од 31 мај до 8 јуни издадени биле вкупно 1070 потврди за државјанство од Дирекцијата за бугарско државјанство. И се споменуваат во Македонија дури и бројки од 80.000 до 120.000 луѓе кои што имаат бугарски пасош. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете Добар ден. црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Благодарам, Поздрав и ви до сте вас. вас. Ова телевизија Телма наказнат сите дека многу реално и регуларно ги става програмите на екранот и на некој начин сака да ги добие оние мислења од страна на граѓаните кои што сега слушам таму некои навреди према ваша телевизија. Јас тоа не го делам, тоа мислам затоа што един Телма и 24 ќе ви спомнам. Сите гледачи имаат право да си кажат како си мислат, не е страшно. Да, ние сепак го цениме тоа. За ова прашање искам да ви кажам, точно е дека овие кои имаат државјанство бугарско седат на два стола. Ќе ви кажам зошто. Кога треба да се распишат избори, тие не одат во Бугарија на гласање. Тоа е една работа. Втората работа, државјанството го добива само за да можат да се движат низ европските земји, да барат работа и да престојуваат во европски земји. Иначе, целта на овие државјани кои земаат бугарски пасош, тие нити можат да бидат државјанство, кога немаат место на престој. Пазете, во законот за државјанство треба да имаш место за престој, за да имаш сигурно државјанство. Тоа јас го кажам од стручен аспект. Така да, без разлика, овие сите кои имаат државјанство бугарско не се државјани на Република Бугарија, само имаат пасош, ништо друго нема. Ви благодарам многу. Ви благодарам за вклучувањето во црвена линија и колку за подсетување, значи секој може да си го каже својот став и мислење, но во рамките на пристоен говор, тоа на што бараме, без навреди, спомнување имиња и секако зборови кои алудираат на насилство. Добар ден. Добар ден. Мисля, че видам ја чекам. Црвена линија, повелете. Дали сум на линија? Вие сте, на да? линија сте, црвена линија, и тоа... Благодарам. Пака, јајте да се вклучам и да кажам своје размислување. Ја ми се чини дека многу земји Да слушаме, да? Да, повелете. многу земји во светот го имаат решено на многу подобар начин од нас тоа поседување на 1, 2, 3 или 4 пасоши. Меѓутоа, или државјанства. Ја ми се чини дека треба и ние да го примениме тој модел, да има за една држава еден пасош, кој му се бендисува, кој не сака, а затоа што ние на овој начин имаме дозволено да може да има бугарски, да има српски, да има косовски, не знам какви не пасоши, и затоа ни се случуваат вакви несакани действија. Ако кога би ние не би имале повеќе пасоши, сигурно дека би биле помирени со таа судбина и другчие би размислувале. Ја го сваќам тоа што некој сака да има и од друга држава, од друга земја пасош, и сега кај нас некоја случајност е да го користат тој пасош за излез од државата, за вработување надвор од државата. Но за мене е нелогично, неправилно да некој поседува два пасоша. На овој начин, та исти граѓани ќе дојде ќе се попише во нашата држава и ќе се попише и во Бугарија, ќе се попише као граѓани, фактички од еден добиваме двајца. Затоа мислам, на светско ниво не е правилно и не е добро. Благодарам, поздрав. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Сега да слушаме, односно прочитаме и за коментарите кои што ни пристигнуваат на црвена линија Facebook страната. Така е, да прочитаме коментар. Првиот коментар ни е од Гоце, кој гласи: да се забрани двојно државјанство меѓу соседни држави. Ова е особено важно на Балканов. Ќе се решат многу проблеми. Тоа е ставот на Гоце.
Гледачот го имаме на линија. имаме Добар следен ден. Добар ден, црвена линија. Еве додека го добиеме гледачот на линија, мислам дека може уште еден коментар да прочитаме. Секако. Така, имаме втор коментар од Игор, кој гласи: Здраво, голем поздрав од Игор. За темата не би баш коментирал, но ќе коментирам за утрешен направ со Португалија. Мислам и сега тепаме. Да се надеваме за успех на македонската фудбалска репрезентација и да идеме на светско. И ова со Оскарите, не знам дали треба да играше шамарот. Но Тео, мислиш ли дека ќе тепаме и утре со Португалија? Јас мислам да. Поздрав. Па Игор, еве, ме прашај, нормално ќе ти одговорам. Мислам, тоа е банално прашање, нормално е дека ќе победиме. Мислам, немој со такви прашања, те молам. И нормално, ти на и утре сега ќе ви кажа дека ќе Така, збориме за утре тоа. ќе бидеме во навивачка еуфорија, секако е голем ден, важен ден за нас и се надеваме дека ќе поминеме исто на како што поминавме во Италија. 0-1, така да ги боли. Ма повеќе голови да даде. Добар ден. Ало, Да? Добар ден, црвена добар линија. ден. Повелете, одлично ве слушаме. Ало, Да, да. добар ден. Добар ден, црвена линија. Видите за ово пасошите што викате вие да нема двојно државјанство. Да, убаво е тоа да нема двојно државјанство, меѓутоа Македонија на младите да им обезбеди работа, да им обезбеди живот, тогаш нема да има двојно државјанство. Зарем некој сака македонец да биде бугарен или нешто друго. Ама меѓутоа силом приликом луѓето, младите луѓе ги тераат да мора да извадат двојно државјанство за да оди да работи. Иначе што ќе прави тука, ќе шета по улици. И затоа ние старите викаме да нема, затоа што нас не ни одговара така, ама на младите им одговара. Што ќе прави он тука да седи без работа и многу деца, многу млади луѓе со факултет, образовани и си одат надвор од државата. Дали Нека им некој од обезбеди вашите Македонија тука работно пријатели место, заминал на тогаш таков начин надвор, еве какво искуството, лесно достапни пасоши се или не? Како не да разбрат? Дали имате некој член од семејството или некој пријатели кои што Добро, заминале? имам некои внуци. Дали е имам лесно тука да комши. се дојде до бугарски пасоши? Ете тоа да прашам. Искуство. Имам внуци, имам комши тука што отидоа Така? со образовани, со факултет, отидоа во Германија, ама затоа работат, а не овде да работи он за 100 евра некаде. Тоа нека им обезбеди државата живот, тогаш они нема да имаат, а на нас постарите така ни одговара. Сега како ни одговара, гледам некој така постари луѓе се јавуваат, така ни одговара, така збориме. Ама да седи по улици да шета тоа младо момче, а нигде да не работи, а образовано. Така, благодарам што се вклучивте во црвена линија. Секако сакам да слушнам и ваши лични искуства. Еве, дали е тежок патот до бугарски пасош и дали навистина е поголем. Какви се искуствата и дали е полесно, бидејќи најчесто го вадат од економски причини со цел да работат надвор. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Додека го добиеме гледачот, малце свртиме кон Твитер. Оп, Одлично, ве слушаме. тука сме, да. Дали јас сум во програма? Вие сте, Да, и да. тоа во црвена линија, повелете. Да, во црвена линија. Добар ден. Добар ден. За шамарот. Ајде. За шамарот овој може. што го удри шамарот, знаел дека господјата поради болест е таква фризурата? Добро, мислам дека тоа беше како невкусна шега за незината болест, што би рекол. Да. Ако знаел, значи го оправдано што го добил шамарот. Ако не знаел, тогаш треба да му се прости. А имате ли чувство дека може би... поради болест, не треба да го спомнуваш на такви во јавност. А дали сметате дека може би тоа беше само еден вид на глума плюс? Местено. Па се е можно во Америка. Како ви изгледа? Се е можно во Се е можно во Америка. Сега, за фудбалот, јас посакувам да биде барем 1-0, да победиме. А за главната денешна тема, бидејќи за фудбалот да, утре. и на првото и на второто, да, треба дека седат на две столчиња седат и дека треба да имаме едно државјанство, треба. И, знаете, сега не се сите баш отидени поради социјални причини на работа. Некои се отидени и сакаат преку ноќ да станат богати. Па затоа земаат две државјанства и знаете овде кои ќе дојдат, ние сме европејци велат.
А Бугарија нас ни става вето, сега треба ним да им отворим училишта да учат на бугарски. А нив ги нема овде уствари. Тие се по светот. И самите се нарекуваат европејци, а кога ќе дојдат овде, се и се што зборат против Европа и против Бугарија. И против Бугарија. Јас имам еден куп околу мене на улицата, роднини не. Времето истече. Секако во текот на овој издание обидете се повторно да се вклучите за да се доискажете и внимавајте на времето на тајмерот. Одиме со Твитер. Одиме на Твитер. Сандокан де Мартиник ни одговори на нашата тема, кој гласи: Двојно државјанство може да се укине, но прекршоците не може да бидат процесирани на суд. Тоа ни САД, ни ЕУ го прави, иако е забрането двојно. И сега во коментари, во реплејс, има дискусија за сето ова и вие можете на Твитер, на црвена линија да отидете и да прочитате. Доста интересно, ја ви предложам да прочитате. Така се развива и таму една дискусија, така да може и да учествувате, пишувајте и коментирајте. Така е. А сега е време за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Дали сум на линија? Да, на Ние линија, сме. црвена Добар линија. ден. Добар ден. Прво ќе ви кажем дека првата тема ви е погрешна. Да слушнеме. Ајде. И дали тенденциозно или како ви е намерата, не знам, али е погрешна. Вие само приметба имате на бугарски пасоши, а немате приметба на Најголем други. број од населението имаат бугарски пасош, Без тоа врзе. имаат и Ја ќе српски, и ви кажем, хрватски, Јас и сум секако. бугарин, немам бугарски пасош, имам српски пасош. А кој е тој што ќе донесе закон да се укине бугарскиот пасош, кога половина од влада и половина од парламентот имат двојно државјанство? Што За значи тоа ние дека немаме прво точни треба они да докази ги колку укинат има. своите Така е. државјанства, па тек тогаш да се донесе одлука да се укине и бугарските пасоши. Така. Што се однесува до втората тема, мило ќе ми биде да победиме. Утре зборуваме за фудбалот, Утре утре ќе ќе ни збориме се за тоа. јавите, а втората тема ние дали ги следите Оскарите и ве коментар дали сметате дека Е глума. шамарот кој што го доби Крис Рок е глума, вистина, како ви изгледаше сетото? Право да ви кажем тоа, сигурно дека е глума, јас случајно го видов вака, а не ни разбрав. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Да. За фудбалот секако утре ќе зборуваме, логично утре е големиот ден. Да, ама ја сега ќе го најдам видеото за можда некој не е запознаен со нашата тема плюс, ќе го пуштиме и само ќе ви кажеме околу ситуацијата, сега можда некој не е запознаен околу ситуацијата и сакаме покажеме Така што е, уствари е. Крис Рок се смее некако цел постојано кога И Вил Смит е коментира. насмен на шегата. That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Да, се добива впечаток на почетокот дека сето тоа е перформанс, но некако Вил Смит одличен глумец, па не случајно го освои Оскарот. За најдобар Вчера за глумец, најдобар глумец. Најверојатно за ова. Добар ден. Добар ден. Благодарам, тоа се направите. Добар ден, црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот, бидејќи се слушаме со Тео од Во просторијата позадина, каде да. што се наоѓате вие. Добар ден. Добар ден. Не слушате преку телевизорот, преку слушалката? Преку слушалката, добар ден. Добар ден, црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Очекувам со ова односно да се слушнам од телевизорот, кај за да конечно започнем. Намалене. Е, така, почнете. Ајде Почнете, да ве слушаме. продискутираме, да ве слушнеме. Вака сега. Поставено прашање дали сите што имаат бугарски паспорт седат на две столчина. Треба ли Македонија да ги укини двојно државјанство? Така читам, така? Дали сите што имаат бугарски?
Бугарски сега пасош вака. седат на две столчиња. Треба ли Македонија да го укине двојното државенство? Не. Добро, да ве слушнеме. Еве зашто не. Например, имам сестра шведска, има и македонски пасош, има и шведски пасош. То го дозволува и Австралија. Зашто би се укинал? Не дека имам бугарски пасош. Јас сакам да се укинат, ако ме прашате. Добро, сакам да се укинат бугарските пасоши. Тоа е малце омраза. Меѓутоа, ајде да се вратиме малце назад. Кој почна од сите политичари да вади двојно државјанство? Сите политичари си имаат двојно државјанство. Ама за сепак за тоа нема докази. Не знам дали се слушаме. Да, продолжете. Да. Ами прво нека почна сите политичари што имаат двојно државјанство, почнувајќи од Љупчо Георгиевски, најголемиот... Само без имиња, ве молам. Без имиња, без навреди, златно правило се тоа... Не, јас никого не навредувам. Не, набројам, кои се правилата. Само без имиња, тоа е главно. Значи, во рамки на она што не е дозволено во црвена линија, конкретно спомнување на имиња, насочување, посочување, користење на навредливи зборови во текот на излагањето и секако зборови на омраза и насилство. Добар ден. Добар ден. Додека го... Одлично ве слушаме. Црвена линија. Ме слушате? Да, повелете. Конечно да добијам. Навистина не можам да се изнашудам. Истите луѓе на сите телевизии секогаш ги слушам, а ние понекогаш кога сакаме нешто да никако да добиеме, што е работа. Па извежбани се најверојатно праксата си го прави своето тренинг. Па тренинг е да ти покажам телефонот 100 пати може да видиш дека сум свртел и не може да добијам. Ви благодариме. Драго ни е што прв пат се вклучувате, кој е вашиот став? Па и за двете да кажам, значи не сум против двојно државјанство, меѓутоа овие што имаат бугарско, ако се направи некоја анкета или ако имамо шанса да бидат попишани, 1 до 2% може ќе бидат бугари декларирани како бугари. Иначе пасошите се земени само како една авионска карта за да излезат од Македонија за подобар живот. Јас така мислам. Од економски причини, нормално. Од економска причина, најверојатно. Па, само тоа е основната работа. Тука нема добар живот за младите, тоа го знаеме сите. И да не збориме сега што Бугарија и прави на Македонија. Навреди, увреди, клевети, и ни биле пријатели. Нашите од политиката в раководството, пријатели бугари, вакви такви. Тие не супнуваат, не кошат, не дават, не вреѓат. Не е тоа темата, сепак. Еве би сакале да ме прашаме, смитате ли дека луѓето од политиката, функционери би требало да имаат двојно државјанство, односно да користат пасош на друга Да, прашање ви за следните гледачи. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Ме слушате? Ве слушаме, да. Во живо сте, да. Се јавувам на некоја јавна телевизија и се чудам што ве добив уствари. Сите почнаа да Првин се ќе чудат. коментирам за Вил Смит. Ајде. Добро, може. Да, првин секоја чест за него, јас да бев на негово место ќе му го скршев носот на водителот. Ме Добро. разбрате што ви кажав? А дали мисли дека е глума малце тоа? Не, Мисли? не глумеше човекот. И ја би се поставил исто некој која би кажал нешто за мојата сопруга. Така. Да, тоа лично го сваќам. Најверојатно го разбра човекот тоа ако лично омаловажување. Ќе бидам краток на темата за бугарски пасоши, дали да се укине државјанството, она, и дека седат на две столици. Абе, седат луѓето на две столици, само треба да се ги свртат наопаку. Ме разбравте што ви кажав. Немој да ме прекинете. Не можеме ние сега да вадиме бугарско државјанство и бугарски пасоши, а се декларираме за македонци. Сите што имат бугарско државјанство треба да си ги свртат столиците тие наопаку. Не се смејте, ве гледам многу убаво. Не разбрате што ви кажам. Бидете поздравени и се најубаво. Благодарам што се вклучивте и останете до крај со издание на Црвена линија. А сега одиме со анкета и резултати. Да заработат, да можат да остворат фамилија,
да се одржаваат. Инаку друго, тука у Македонија е малку потешко, затоа што платите се многу ниски и не може да излезат никако, у никој случај, да платат комунали или било шо, или да земат да се оддомат па да створат деца. За да се средат некои работи, за да можат перспективата да е градат у Македонија, а не надвор од државата. Тоа е позната причина. Затоа што одат во западните земји каде што имат поголема заработувачка. Затоа одат. Сметате ли дека нашите министерства треба да бидат поефикасни кога станува збор за признавање на македонската возачка дозвола? Знаеме дека голем дел од машката популација вози камиони во странство. Мислам дека владата треба да земе мерки да кај нас да бидат наградени тие возачи. Возачи одат таму затоа што имат голема заработувачка. Поголемата во странство во земјите на Европска Унија можноста да заработуваат повеќе. Да бидат мислам да бидат примени на подобри работни места и подобро платени во странство, а не од тоа дека сакат да бидат запишани како бугари. За да се чувствуват, не се чувствуват. За подобар живот. А што друго да ви кажам, не знам. Сметате ли дека нашите министерства треба да бидат поефикасни кога станува збор за признавање, например, на македонските возачки дозволи? Знаеме дека голем дел од машката популација вози камиони во странство. Големата не е за дали се бугари или не се. Повеќе се омаловажени младите. Немат перспектива, нема работа, се е како се запослени со врски, со партиски, остатоко е се оставено на кој како се снајде. Сметате ли дека голем број граѓани во Струмица имаат бугарски пасоши? Која е причината за таква одлука? Да, мислам дека имат поголем број бугарски пасоши. Причината е по-добра екзистенција. Тоа. Имат ли голем број струмичани бугарски пасоши и зошто посегнуваат по нив? Што им е најважно? Бугарските пасоши ги употребуваат само за странството. А колку има, знам од моето село, јас сум од Шушица, е испразнат. И само поради тие бугарски пасоши. Вие би посегнале, би имале ли? Би било ли за вас, не знам, за вашето семејство? Видим. Моето дете е у Скопје, мислам на добро работа у фирма за америчка компанија, он нема потреба. А ќерка ме у Германија. Она има и германски пасош човек. Сметате ли дека има многу граѓани со бугарски пасоши во Струмичко и зошто им е потребен бугарскиот пасош? Бугарскиот пасош е потребен за пари одата, не зашто друго. Има ли многу во Струмица? Во Струмичко? Па не знам, јас многу не сум важен. Моите ми се двојци си невојдени. Со бугарски пасоши? Еден јас со бугарски, еден ја германка зема, па таму германски држава, наши задржава. А друга со бугарски у Швајцарија. Ете така одговорија на анкетата во нашите сограѓани во Струмица и Штипа. Сега како сега коментирам, имам интересен пост на Фејсбук. Така, Бошко, вака нима коментирано. Секој ден е вака пред бугарскиот конзул во Битола. Сите се пишани дека дедо, баба, татко, мајка се окорели бугари. Поздрав со заклетва. И слики има пратено. Сега се надам дека може да видите, гужвите. Така, големи редици, вака изгледа, директно ни праќаат во црвена линија. Продолжете да коментирате, а ние сега малку ќе земеме здив и ќе ве одмориме со реклами.
Еве сме назад и пред само да ги прочитаме крајните резултати на нашата анкета, односно анкетно прашање, само да напоменам, иако ние сме многу среќни и задоволни и благодарни вака што ни праќате слики, секако пораки и коментари, за жал не можеме сите да ги прочитаме поради времето. Само сакав тоа да го нагласам, да знаете. Не ви игнорираме. Но сега можете да дојдете до нашата Facebook страна и се што сте пропуштиле да видите и да коментирате и нормално да реплицирате со оние кои што коментираат. А утре, драги наши, да, пред тоа само анкетата со бугарски пасош да посветла и ни на да 31%, не 69%. Сега возбудата е голема, нормално дека ќе зборуваме утре дека само 90 минути не делат од Катар. Она што сакаме да дискутираме со вас, дали фудбалерите ќе издржат во Порто. 16:15. Очекуваме. Телма телевизија. Довидување. Чао, чао.